што вие сега го зборувате, има до некаде логика. Јас само за две работи би сакал да ве коригирам и да стане јасно на јавноста за што се работи. Првата работа тоа што кажувате дека законот не се менува и не треба да се менува. Видете, секој пат кога се носи едно ново законско решение, како што беше донесено ново законско решение, времето покажува каде се недостатоците. Ние однапред не можеме тоа да го утврдиме. И добро е што овој закон трпи мали корекции во овој момент. Значи, времето покажало дека добар дел од законските одредби биле добри, тоа не го спориме и затоа и заеднички беше поддржан кога беше донесен. Овие одредби кои што сега предизвикуваат проблеми во одредено работење, нормално е дека треба да бидат искоригирани. Таква е една одредба и ова. Држи логика во тоа што зборувате дека критериумите треба секој пат да бидат високи, меѓутоа вие мора да се ставите и на место на другата страна, впрочем бевте министри, знаете, а тоа е дека се располага со многу слаб, за жал, човечки потенцијал кој што може да одговори на дадената задача. Зголемувањето на критериумите не значи секој пат квалитет. Вие можеме да направиме сега и со 20 години работно искуство, па да немаме никој да ги блокираме процесите. За жал, состојбата е таква. Затоа, убаво образложи минатиот пат министерот, се прави овдека корекција, се враќа како што беше претходниот законска одредба, ако се сеќавате, за да можеме да го искористиме потенцијалот со кој што располага тоа Министерство за земјоделие и воопшто секторот, за да може да се функционира. Дај Боже ние да дојдеме до состојба да имаме ние 100, 200, 300 луѓе што имаат над 20 години работно искуство во областа и со тие луѓе како човечки потенцијал да ги искористиме. Тоа е само причината на ваквата промена. Сметам дека ваквата промена нема да предизвика, и вие сте свесни дека нема да предизвика голем пад во квалитетот на функционирањето на овој закон. И да се надеваме дека во иднина, јас се надевам дека во иднина ќе дојдеме во состојба да ги зголемуваме критериумите во сите закони, не само во овој. Дај Боже да дојдеме до тоа, но мораме ние да изградиме човечки потенцијал и кадар кој што ќе се сложите, еве да не кажам во претходниот период, во претходниот целосно период, не само за време на вашето министерување, него и многу претходно, едноставно се повеќе паѓаше. Вие знаете состојбата и сметам дека затоа не треба да биде прифатен овој амандман. Од тие причини. А инаку дека ова што вие го кажувате да има поголемо работно искуство за да на тој начин цени, тоа држи логика, но е неостварливо во дадениот период од овие причини, сметам дека не треба да го прифатиме амандманот. Благодарам.